Добро вечер. Ограничени маржи, замрзнати цени, укинување на ДДВ. Како да се заштитат граѓаните од галопирачкиот раст на цените? 1, 2 или 3 денари денес, следната недела или месец повторно поскапо за 2-3 денари. Цената се качува, паричникот се тенчи. Граѓаните повторно трчаат од маркет до маркет и бараат што е на акција или пред истек на рок. Дали мерките на владата даваат резултати и какви? Граѓаните беа децидни, не е доволно. Што велат бројките на економија, а што велат бројките на статистика? Следуваат нови кошници за граѓаните. Дали ќе имаат 70 на производи или повеќе? Колку дупки најдоа трговците кај владините мерки и законот за забрана на нефер трговски пракси? Зошто законот е на сила, а ќе се казнува од 1 јануари? Опозицијата со 2 закони, поврзани со стандардот на граѓаните. Зошто токму сега, а не додека ја водеа државата? Вечерва во топ тема, дебата со Бесар Дурмиши, министер за економија. Добро вечер. Добро вечер, фала за поканата. Во студиото со мене и Јована Тренчевска од СДСМ. Добро вечер. Добро вечер. Како и Татјана Тасевска од Организацијата на потрошувачи. Добро вечер. Господио Тасевска, ќе почнам со вас. Што велат потрошувачите? Дали мерката есенска потрошувачка кошница даде резултати? Стана побогати ли со тие 960 денари за кои владата вели дека ги заштедивме, или со 57 денари што беше на вкупната? Што велат вашите пресметки? Потрошувачите не се задоволни, иако секоја мерка е добра, меѓутоа не е доволна. Граѓаните и понатаму се жалат дека производите кои што беа со намалени маржи многу често не можеа да се најдат во маркетите, дека останатите производи беа со покачени цени на сметка на овие кои што на некој начин се со намалени цени и сметаат дека оваа мерка барем за потрошувачите не ги даде посакуваните резултати. Сметаме дека многу кратко трае, месец дена е сепак краток рок, би требало тие мерки, ако веќе се носат, иако нели побарувачката цените треба да ги регулира пазарот, меѓутоа ако не може тоа да се случи, во тој случај потрошувачите мора да имаат можности за купување на производи со малку пониски цени, бидејќи постојано се жалат дека нивниот стандард се намалува, она што веќе го споменавте, дека мора да трчаат по маркети, да бараат акциски продажби, да бараат производи кои што имаат што се при крај на истекот на рокот, да одат од маркет до маркет за да можат на некој начин да опстанат со парите кои што им се на располагање. За месецот, да. Министре Дурмиши, вие избројавте до 1360 денари во зависност како се хранат и каде купуваат граѓаните. Дали сметате дека тоа е доволно? Значи, есенската кошница, која ја донесевме на крајот на септември и таа беше во сила до крајот на октомври, значи заклучно до 31 октомври 2024 година. И нашите резултати што ги очекувавме и видевме дека имаше таа мерка позитивно влијање. Тоа, значи, вчера го потврдува и Државниот завод за статистика, каде што беа објавени податоците. Согласно статистичките податоци од Државниот завод за статистика, значи, трошоците за живот се намалени. За 2,2% се намалени за храна и безалкохолни пијалоци, а особено кај храната за 2,5%. Јас може поединечно по прехранбен производ намалувањето да ги напоменувам тука. 2,3% е намалена за леб и жито, 3,6% кај месото, 2,1% кај риба, 1,1% кај млекото, сирењето, 5% кај овошјето и 3,3% кај зеленчукот. Значи, мерката даваше ефект. Ова го тврдат и Државниот завод за статистика. Другите кои го потврдаа дека мерката даваше ефект се и синдикалците, каде што во нивната потрошувачка кошница оние во месец октомври
во однос на месец септември, значи според нивните пресметки велат дека за 960 денари трошоците се намалени за храна и пијалуци. Но оние таму предвидеа само 43 производи од есенската кошница, нивната потрошувачка кошница. А ако се пресметува според нашите математики што сме ги направиле во Министерство за економија и труд, ако се пресметуваат сите 73 производи, заштетата за едно семејство би било помеѓу 1200 денари до 1500 денари. Знаете дека во месец септември донесевме и една мерка која беше за училишниот прибор. Оти имавме информации дека на крајот на месецот октомври, на крајот на месецот септември и првите денови на октомври ќе стапи на сила законот за нефер трговски практики. Така да, ние овие месеци направивме две мерки, а ако ги споиме двете, ова ќе излезе некаде 3000 денари поевтино или ќе се ќе имат намалување трошоците за живот на нашите граѓани. Мисливме за животниот стандард на нив и тоа и го правивме. Доволно ли е, велиме, според статистика 0,7%, 2,2%, 1,3%, доволно ли е тоа? Зборуваме значи за 1-2%. Кои беа вашите очекувања? Предвидувавте 5 до 10%, но некако не стигнавме до тие 5 или 10%. Нашите анализи покажува дека ефектите од есенската кошница беа позитивни. Имаше одредени производи каде што цените на основните прехранени производи што ги ставивме на есенската кошница се намалени од 5% во просек до 10%. Некои производи, значи, намалувањето на цената беше помало или воопшто. Ова сум го кажал и на медиуми. Се работи за лебот, маслото за јадење и млекото. Додека и други производи, значи, имаше повеќе проценти намалување на цени, како на пример, значи, месото, зеленчукот, млечните производи, кашкава, сирењето, тука може да се види и да се приметува дека цената е намалена. Оваа мерка ја донесевме се со цел да им излеземе на пресред на граѓаните, за да го заштитиме животниот стандард на граѓаните. Сега и ова сакам да ве прашам. И мора да напоменам дека имавме, значи, имавме и некои забелешки од трговците, од продавачите, од дистрибутерите, но сепак мерката ги дадеше своите резултати. И нашите цели кои сакавме да ги постигнавме. Тоа беше спречувањето на порастот на цените, кои месец по месец порастеа цените на основните прехранени производи, а во септември и во октомври го спречивме тоа и го држевме инфлацијата на ниско ниво. Тоа го покажува и Државниот завод за статистика, го покажуваат и синдикалците. Значи, зборам со аргументи. И сами кажавте, некои продукти не поевтинија. Да. Зошто не ги сфрливте од кошницата и да внесете нови? Тоа може да го мислиме сега за нова година која идната кошница се спремаме за да направиме нова мерка каде што ќе оствараме состаноци со производителите, ќе оствараме состаноци со... Ќе зборуваме подолу во емисијата за новите кошници. И таму може да видиме дека ако овие производи нема да ги фати поевтинување, тогаш да не ги ставиме на кошница, туку да ставиме производи кои ќе бидат ќе имат поевтини цени. Нема логика и да излезете на преси сами велите не поевтини маслото за готвење, сфрлете. Тренчевска, што велат вашите пресметки? Колку пресметавте вие за штеда во октомври? Вака, ефектите од есенската потрошувачка кошничка најдобро се прикажани преку податоците кои вчера излегоа од Државниот завод за статистика. Очигледно со министерот живееме на различни планети или во различни држави, па од нивна страна едни бројки се кажуваат, бројките во Државниот завод за статистика се многу јасни. Цените на мало во месец октомври се намалила само за 0,1%. Само за 0,1%.
Во споредбено октомври 23 со октомври 24 трошоците на живот се зголемиле за 3,5%, а цените на мало се зголемиле за 3,9%. И тоа покажува дека есенската кошничка не дава резултати. Податоците на терен покажуваат дека имаме намалување на мал дел производи, и тоа символични намалувања. Имаме производи каде што цените отидоа горе, и имаме производи кои што останаа со исти цени. Ете, нашите податоци од терен зборуваат дека белиот леб 450 грамски и понатаму се продаваше по 33 денари. Тестенините беа намалени за 1 денар. Зејтинот не се намали. Од 78 денари отиде на 87 денари. Млекото и млечните производи исто. Млекото со масленост 2,8 од 65 отиде на 69 денари. Јогуртот 1 литарски отиде од 72 на 81 денар. Ако ја земеме и синдикалната подршувачка кошничка, каде што за едно 4-члено семејство требат 61.249 денари и каде што ја зимаме комплетно, се намалила за 57 денари. Едно 4-члено семејство во месец октомври заштедил 57 денари од ефектите од есенската потрошувачка кошничка. И тоа зборува дека реакцијата на владата е задоцната. Мерката е погрешна и освен трговците кои што се добија бенефит, граѓаните дури не почувствуваат дека постои мерка за намалување на маржите на производите. Така да сметам дека трошоците, дека воопшто ова мерка не влијаеше за подобрување на животниот стандард на граѓаните. Ако низ медиумите постојано ги гледаме анкетите на граѓаните кои што кажуваат и самите дека не се задоволни, не ја почувствувале мерката затоа што цените или се исти, или отидоа погоре. Основните прехранбени производи останале исти. Или зејтинот горе, млекото, млечните производи Добро, за тие горе. да, каже министр. Лебот останува иста цена. Да се Така да, само да се доискажам. Така да не се оваа податоците мерка исти, но истото го каже и пратеничката тоа што го каже ви. Ја ги спомнав кои основни прехранбени производи не се намалени цените и кои се намалени. Например, го имаш месото, го имаш зелен чукор, го имаш сирењето, го имаш кашкавала, каде што цената имаш пад на цената. Зејтинот, млекото, тоа, јогуртот, кај што тоа е основен прехранбен производ кој што граѓаните секојдневно го купуваат. Го купуваме сите ние. Ние сите одиме во продавници, во маркети и гледаме колку е цената. Ама јас исто наместо да се намали производи не ги фаќам, апсолутно, и затоа велам дека одредени производи ги оваа фаќаше мерка и имаме не намалување на цените. Не даде ефект на животниот стандард. Тука не се Ете цените на мало. Ако јас дадеше ефект. грешам, тогаш Државниот завод за статистика излезе со податоци дека цените на мало за месец октомври се намалиле за 0,1%. Споредбено трошоците на живот. Кај месото трошоците на живот 2%. Кај овошјето 5%. Ама сега зборуваме генерално. 0,1%. Генерално Вие за место храната ме зборувате, ајде за зејтиното и за лебот да зборуваме. Ајде да зборуваме за млекото и за јогуртот. Мислам дека не се разбереме така. 0,1%. За трет пат сакате да го кажам тоа. Не, јас вас ќе ви кажам 0,1% намалени кај храната е намалена за цените 2,5%. Кај храната е намалена за 2,5%. Кај храната и безалкохолните е намалена за 2,2%. Јас ги имам податоците од Државен завод за статистика и податоците од синдикалците ги имаме. Сега, тоа што го спомневте вие, јас преска го спомнав, пред вас го спомнав дека да, одредени производи не е намалено, но имаме производи каде што е намалено, тоа. Кај кога гледаме генерално кога гледаме дадеше ефект. На мало и не се согласувам дека не дадеше ефект. 0,1% е толку дал ефект. Еве синдикалната кошничка вели 57 денари заштеда. Едно семејство заштедило дури 57 денари во месец октомври од вашите мерки.
Тоа е ефектот на мерките. Можеби Пратеничката заради само тоа... не го кажува другиот дел, само во првиот дел го кажува. Можеби се извинувам, министре, можеби поради тоа не треба да се врзуваат овие мерки за некакви сезони, бидејќи најголем број од овие производи граѓаните ги купуваат постојано, дали е септември или е декември, вие леп, масло, брашно, млеко, јогурт, месо мора да купите. Можеби треба да бидат подолгорочни, да има нели да бидат опфатени со повеќе месеци, да бидат на 3-4 како во Грција 700 производи со загарантирани цени 6 месеци одредени. Нека бидат поголем број производи на подолги рокови, бидејќи можеби во есен ќе се намалат само овошјето зеленчукот што го има повеќе, меѓутоа истите тие производи ние како потрошувачи ги купуваме и во септември и во декември пред Нова година. Да, има дел што се сезонски, нема да се злоупотребуваат од трговците, да се качува цената пред поефикасна мерката, да биде на подолг рок и да бидат повеќе производи, а не ограничени, бидејќи овде сега ги врзавте и за некои грамажи и така, па сега некои се намалија, некои не се намалија, па млекото 3,2 се намали, овие 2,8 не се намали, нека бидат по групи на производи на подолги рокови. По мене, мислам, ние како организација сметаме дека така би биле ефектите поголеми. За ова вашиот предлог што го кажавте, ние од идната недела поради тоа што нашиот предлог беше во временскиот период кога повеќе се трошат одредени производи, да речеме во време на празници. И знаевме дека на пример во есен време што се троши повеќе и тие производи ги ставевме. За Нова година знаеме кои производи ќе се трошат повеќе. Ова го направивме како акција за одредени месеци да им излеземе на пресрет на граѓаните. Но ова што го велите вие како предлог, од идната недела ние веќе сме стапиле во контакти и ќе оствараме состаноци со производителите, трговците и дистрибутерите. Ќе ги слушниме и нивните образложења и нивните предлози. И заеднички ќе го направиме, заедно ќе го направиме со нив, некоја идна мерка може да биде, да речеме, еве, и ова што велите вие за 6 месеци, па да видиме и да ги слушнеме и нивните предлози. И на крај, таа мерка што ќе ја донесеме, да нема критики како што имаше забелешки од нивната страна, дека не се задоволни и дека им беше многу тешко да ја спроведат цела ова мерка за овој краток временски период. Се согласувам со вас, во наредниот период ќе видиме како ќе постапуваме. Министре, ќе ги повикате ли организација на потрошувачи која ќе ја креирате мерката? Велите ќе седнеме со стопанствениците, со трговците, со производителите, со дистрибутерите, со сите? Организацијата на потрошувачи? И организацијата на затоа што они сепак знаат од терен што е и како е. Зошто да не учествуваат во креирање на политика? Секако ние сме спремни да учествуваме кога учествувавте во првата мерка? Не. Првата мерка беше направена со работната група која беше составена од Министерство за економија и труд, Министерство за финансии, земјоделие, оти имаше таму и земјоделски производи каде што требаше да се стават на потрошувачката кошница, но ќе го прошириме таа работна група. Еве, првото проширење е со дистрибутерите, со производителите, со трговците. Може да видите и вие. Треба да бидат. Ќе ве повикаме и вас, заедно да го правиме мерката, да ги видиме од секој ангол, да ги видиме, од секој аспект да ги видиме како може да постапиме, се со цел на крај, јас верувам и мислам дека заедничкиот цел и на нас, и на дистрибутерите, и на трговците, оние живеат со граѓаните. Нашиот заеднички цел е подобрување на животниот стандард на граѓаните. Тоа ќе видиме. Се спомна тоа да ја го споминавте вие, тоа и јас истото сакав да прашам, но претходно според вас Тасевска, дали требаше меркава да остане на сила до Нова година, кога веќе од 1 јануари ќе почнат и казните за се надевам дека ќе почнат и казните за законот за нефер трговска, за забрана на нефер трговски практики, или требаше да биде краткорочно, 1 месец? Па јас веќе споменав дека ние сметаме дека требаше да биде мерката подолгорочна и да биде еве барем до Нова година.
кога ќе почне да функционира тој закон, се плашам, односно не знам како и самиот тој закон ќе се применува, бидејќи надзорот таму е даден на Комисијата за конкуренција. Колку се тие спремни во овој момент тоа да го прифатат, дали ќе можат да го направат, секако сигурно владата размислува и за тоа, сигурно и таму се работи на нешто, може ќе се направи посебно одделение кое што ќе работи баш конкретно со овој закон, меѓутоа во овој момент така како што е поставена Комисијата за конкуренција, мислам дека малку потешко тоа на терен ќе може да го спроведува, бидејќи друго е државниот пазарен инспекторат, друго е нели пошироко каде што може на терен да се 200 луѓе да се излезе, меѓутоа друго е Комисијата за конкуренција, но секако ќе видиме како понатаму од нова година ќе функционира и тој закон и дали ќе успее да го регулира пазарот, односно да ги намали цените и ние конечно како потрошувачи да го почувствуваме тој бенефит и да имаме навистина пониски цени на некои од основните барем прехранбени производи кои што секојдневно ги купуваме сите ние. Се согласувам. Тренчевска па Дурмиши, краткорочни или долгорочни мерки? Што сметате дека ќе даде повеќе ефект и зошто? Еве имаше и додека вие ја водевте државата, имаше некои мерки што беа краткорочни по еден месец, некои беа подолго, некои беа и пократко. Краткорочни или долгорочни мерки? Затоа што ако споредиме со октомври минатата година е поскапо. Ако споредиме октомври минатата со октомври 2022 е поскапо. Значи од година во година станува све поскапо. Кој е клучот, кој е решението според вас? Краткорочни или долгорочни? Долгорочни системски мерки кои што ќе имаат ефект врз животниот стандард на граѓаните. Може би во одреден период да има и краткорочна мерка со одредена намена. Меѓутоа, јас стварно не можам да разберам, тука зборуваме за законот за забрана за нефер трговски практики, зборувате од јануари, законот е веќе во сила. Во сила и започната е примената на самиот закон, во сила е од донесувањето. Меѓутоа, нели, од 28 септември веќе треба да се спроведува. И зошто да зборуваме од декември, да го изгубаме октомври, ноември и декември, да зборуваме од јануари 25-та. И кој ќе дојде јануари 25-та, ќе велиме, ајде од јули, 1 јули 26-та. Законот, убаво си е кажано во преодни и завршни одредби, стапува на сила во моментот на донесување, се применува од 28 септември. И министерот во изјавите што ги даваше на 27 септември, ако не се лажам, велите дека законот стапи на сила и дека ние на почетокот, на крајот од октомври, почетокот на ноември, ќе ги видиме ефектите од имплементацијата на законот. Министер, јас одам секој ден пазаром. Јас не гледам никаков ефект. Верувам дека и организација на потрошувачите не гледат ефект. Очигледно, законот не се имплементира. Нема ниту еден договор, најверојатно меѓу добавувач и купувач направено. Не се почитуваат одредбите од законот. Искрено јас не гледам, не јас, народот не гледа ефект од закон кој што веќе 2 месеца се применува. Повелете, министер, разговарате со трговците, што се случува? Да, станува збор за законско решение кое за прв пат се уредува во рамки на законот на државата. Во минатото нефер трговските практики ги уредува добавувачите, купувачите во рамки на комерцијалното нивно работење. Овој закон е работен според директивата на ЕУ директивата и за прв пат Република Северна Македонија во Западен Балкан ја транспонира ова ЕУ директива во закон. Знаеме дека е прв пат и нормално дека трговците се соочуваат со многу проблеми. Нашата цел е законот, значи да има соодветно приметување. Да се стават сите учесници кои ги опфаќа овој закон, значи соодветно да го приметуваат, да нема злоупотреба. И овие месеци сме одели со опомена. Нормално дека трговците има 6 месеци да се подготват. Колку опомени имате дадено овие месеци? Тоа треба да го кажат Комисијата за заштита на... Не, вие рековте од ноември, сега вашите извини од ноември до декември ќе одите со опомени.
До нова Министер, година со опомени. Законот беше донесен на 20 март 2024 година. Со 6 месеци Но одложено. законот се даде 6 месеци за да се прилагодат трговците на одредбите од законот, за да можат помеѓу добавувачите и трговците да се склучат договорите и да започне примената на законот. Вие им давате уште 3 месеци грейс период за да можат да се богатат уште трговците, а народот да купува скапи производи. Тоа така излегува. Во јануари ќе кажете, ќе дадеме уште 3 месеци грейс период, за да не биле спремни. Има 6 месеци да да бидат спремни. Значи, не може ние како Министерство за економија и труд да дадеме опомени или да дадеме казни. Треба комисијата што вие оставите со 2 члена, комисијата за заштита на конкуренцијата да се екипира. Вие што ја сменивте со закон? Го сменивме од 5 и тие члена. 2 члена ги сменивте со закон. Ќе се формира со нов состав со 5 члена комисијата, анализата за формирање на нов сектор кој сектор ќе се грижи за примената на овој закон и тој е изготвен, систематизацијата на комисијата е изготвен и во скоро време ќе биде усвоен. И ова комисија ќе ги гледа сите фактури што се направени од добавувачите и Министер, не купувачите. заборавате дека сите тие работи беа променети во времето кога се донесе законот. Вие законот за нефер трговски практики. Вие сега го сменивте законот од 2 члена го направивме со 5 члена. Сменивте за да можете да ги смените постоечките членови на комисијата за конкуренција да си ставите своји членови. Тоа беше најновата измена сега. Законот паралелно се правеше измена на законот во времето кога се донесе законот за нефер трговски практики. Сега директива и се направише со 5 члена каде што може добро да го контролира. Ма ние го донесовме законот. Не заборавајте. Па добро, ние во време кога јас бев министерка, се донесе законот за нефер трговски практики. И листата се донесе за која што велете дека не постои листа на земјоделски производи, прехрамени производи кои што ќе бидат дел од законското решение, се донесе и листата во мај објавена во службен вестник. Значи се е подготвено. Само требаше во тој период вие сега од 28 септември до сега да излезат на терен, па и нека излезат и како ќе работат сега? Еве сега се 5 члена. Како ќе работат? Дали ќе работат по допрен глас, по дојави, дали ќе излегуваат на терен? Кој ќе биде принципот на работа на комисијата? Значи нивната работа е да ги контролираат фактурите, дали се почитува законот за нефер трговски практики и дали се почитува значи работат од направените фактури од 10 да не отиде повеќе од 10% и дополнителните трошоци од добавувачите и купувачите и нормално дека ако граѓаните приметуваат на некој трговец дека не се почитува, да може да ги пријават тие случаи за оние да постапуваат. Каде да пријават, се извинувам? Па се формира комисијата. Значи граѓаните ќе треба во комисијата за конкуренција да пријават ако најдат затекнат нешто такво? Да, ако најдат такво нешто, оти комисијата беше со 2 члена. Не беше формирана. Сега се направи нов сектор кој ќе се грижи за примената на овој закон, каде што таму во тој сектор ќе се вработуваат луѓе кои ќе ја разгледуваат дали се почитува или не законот или дали се почитува дали се прават се спроведат фактурите според законот. Нормално и членовите на комисија оти порано беа со 2 члена, сега се со 5, нормално дека и тие ќе бидат и на терен. Надлежен прекршачен орган на комисијата. Та сакав вас да ја прашам. Како вие го замислувавте тоа и вие го донесовте законот? Да. Знаевте дека комисијата за конкуренција не е спремна за да го применува законот. Како мислевте дека ќе се применува законот? Во меѓувреме се правеа измени и затоа беше тоа одложена примената на 6 месеци. Така да сега со новата систематизација на комисијата ќе може да работи. Всушност тие ќе се надзорот над примената на законот и тој нов сектор кај што треба стручни кадри, секако кои што да им ја подготвуваат работата на комисијата за да може да решаваат. Меѓутоа ќе видиме како ќе го имплементира ова план. Добро, значи сепак они постапиле така како што вие сте замислувале, сега е формиране нов сектор. Сега е октомври, сега е 8 ноември.
за ќе законот каснат за нефер трговски пракси сите има позитивно мислење, добро. Апсолутно се донесе Да. со Тоа е- консензус, тоа е затоа што е битното. добро решение. Едно од ретките решенија кај што сите гласаа. за Тачно. граѓаните и за добавувачите Ова е и у за суштина трговство. закон кој што се однесува на бизнисите, ова е бизнис то бизнис. Потрушувачите посредно практично ги чувствуваат ефектите на примената на овој закон. Трговци, За добавувачите и производителите, за- они како да си ги Како да регулираат ги се таму. и за купувачите. Да. А посреден ќе биде ефектот врз граѓаните, врз потрошувачите. Кажете ми, добивте ли поплаки, пријави поплаки за меркава есенска кошница се јавија или граѓаните кај вас се жалеа ли за нешто? Да, Што- имаше што реакции беше? од граѓани во смисол дека не затекнале нешто многу намалување на цените, дека и понатаму по маркетите се високи цените, дека и понатаму затекнуваат дека одредени производи и понатаму одат со цените горе, дека се покачуваат цените и дека само на мал број производи може да кажат дека е минимално намалувањето кое што не го чувствуваат. Министре Дурмиши, и ко почна, само што почна примената на мерката на почетокот на октомври, имаше еден период кога можеше да се видат дека има малце празни рафтови. Некако ја најавивте пред време, кажавте што ќе биде и сметате дека им оставивте простор на трговците за да го подготват теренот и да се обидат бар да ви изиграат? Значи таму на терен постапува државниот пазарен инспекторат, тие цело време беа на терен. Напишаа казни и тие? Да, напишаа казни. Бројките не ги знам точно. Пред да завршува мерката, податоците што ги зема во државен пазарен инспекторат е дека некаде 4.300.000 денари беа пишани казни, каде што приметиле одредени трговци кои не ја почитувале мерката. Како ќе го смените тоа, еве? Во идниот период така ќе постапуваме. Значи, ако се донесе некоја мерка од владата, треба да се почитува до крај од трговците или производителите или било кој да е опфатен на таа мерка. Нормално дека од сега натаму секогаш мерките ќе ги донесеме со дискусија, со разговор, со состаноци, заеднички ќе ги донесеме мерките и очекувам да се почитуваат идните мерки. Ако не се почитуваат, така ќе постапиме пак како што постави државен пазарен инспекторијат, но ќе да не се воведеме во ситуација да донесеме поригорозни мерки. А кои би биле поригорозните мерки, на пример? Па повеќе производи, не ги знам, треба да видиме. Тоа е ригорозно кон трговците, ама кон граѓаните не е воопшто ригорозно, напротив. Кон граѓаните подобро, нормално. Подобро. Затоа, за да не се воведиме во оваа ситуација, да донесеме поригорозни некоја мерка, од идната значи ќе отвараме состаноци со производителите, трговците, Добро. дистрибутерите, за заеднички да донесеме нови мерки. Што ви е планот за најавивте новогодишна, великденска, рамазанска? Да. След новогодишната. Дали ќе се прошири палетата на производи? Ќе има ли повеќе или пак ќе биде 73 кои производи, на пример, сметате дека треба да бидат различни? Дали пак ќе биде краткорочна мерката 15 на дена или планирате да држите месец, месец и пол? Како е планот за оваа мерка? До сега мерките сме ги имале за краткорочни временски период, Добро. од 15 до 30 дена. Понатаму ќе видиме кои идеи или кои предлози ќе излезат од тие состаноци. Нормално дека треба да се стават одредени производи кои се потрошат повеќе во тие временски период, за да им излеземе на пресрет на граѓаните, да имат поевтино да се подобрува нивниот животен стандард и потрошувачката кошница да паде. Добро, да но ја не можам да не се сложам со господјата Тасевска дека има некои производи што ги користиме 12 месеци. Тие можеби заслужуваат долгорочна мерка. Сега одиме со првиот. Тука може да се поврзуваме со ова во време на владата ССМДУ кои донеса закони каде го покачија ДДВ од 5% до 10%. Ајде ќе оставиме после рекламите за тоа да зборуваме. Над 2000 производи. Ќе видиме, ајде после рекламите. Основни прехранбени производи. Одиме со реклами, закажан е дуел за после рекламите. Министре Дурмиши,
Ве прекина рекламите, повелете. Рековте дека ДДВ-то, предходната гарнитура што ја водеше државата, го има покачано на над 2000 производи. Не се доискажавте, повелете. Да, за прв пат значи направи разграничување на ДДВ-то од 5% до 10% за над 2000 прехранбени производи кои смета дека не се основни прехранбени производи, а со тоа директно влијае на покачување на цените на основните прехранбени производи и тоа влијаеше на животниот стандард на граѓаните, односно се покачуваше одма потрошувачката кошница. Ама сега сте контрадикторни. Рековте го намали ДДВ-то на оние производи кои што не се сметат за основни прехранбени производи, така рековте. Вие сметавте. Сте сметале, но не е така. Ги зголеми цените на основните прехранбени производи. Министер, во март, не во септември 2023 година се зголеми ДДВ-то на дел од производите кои што не влегува во основни прехранбени производи. Ниту на еден основен прехранбен производ не се зголеми ДДВ-то од 5 на 10. Се зголеми на не знам, на брашно од соја, на морски плодови, се зголеми на производи кои што на кокосово млеко, кокосово брашно, на производи кои што не влегуваат во основни прехранбени производи. Лебот, млечните производи, брашното, сето млекото и млечните производи, тестенините, сето тоа остана со 5%. И тоа се манипулации во јавноста што го зборува владеачката структура дека ние во септември 23 Ама сепак вие го зголемивте ДДВ-то и ги зголемивте цените. Ама не на основните прехранбени производи. Ама го зголемивте. Ниту на еден основен прехранбен производ не се зголеми цената. Од 5 на 10 отиде на производи кои не влегуваат во основните прехранбени производи. Добро, ама пак го покачивте ДДВ со другите производи, ама добро, го покачивте ДДВ. Ние се грижиме за граѓаните, се грижиме за оние граѓани кои што имаат се грижите за граѓаните, да се грижите за граѓаните, да го качите ДДВ од 5 до 10%. Грижа за граѓаните кои што имаат ниски приходи и после кога сте во опозицијата да предлагате 0 ДДВ, јас не може да ве разбирам, не знам вашите мерки не дават ефект. Дајте да прифатите предлог законот за намалување на ДДВ на 0% на основните прехранбени производи. Вие како влада ќе ја направите листата, вие носите одлука, така и согласно законот. Владата треба да донесе одлука кои производи ќе бидат со 0%. И тоа е вистинска мерка која што на вистина ќе ја почувствуваат граѓаните и ќе ги намали цените. Секако со надзорен механизам од страна на Државната пазарна инспекција и УЈП. Тие да го следат затоа што трговците може да манипулираат. Меѓутоа владата е таа која што треба и тој надзорен механизам да го постави. Не зборувајте дека вакво нешто никогаш не се случило во минатото. Да се покачи цената на ДДВ од 5% до 10 на производи, над 2000 производи. И сега кога сте опозиција да решите дека производи кои не се основни прехранбени, ние велиме да се намали ДДВ-то во време кога цените растат, платите не ги зголемувате, просечната плата падна за 1000 денари, вашите мерки не дават ефект. Во такви услови ние да ги ние го предлагаме законот за да се намали ДДВ-то од 5%. Знаеш како постапувате вие? Дали може да се изјаснам? Значи кога сме во влада го покачиме цените на ДДВ од 5 до 10% на производите, на 2000 производи, и кога сме во опозиција ќе речеме дека треба да се намали ДДВ до 0 поради тоа што треба да им излеземе на пресрет на граѓаните. Сега во која улога сме и тоа зависи од позицијата која сме, така треба да се изјасниме. Ова не може да ве разбирам и ова ние не го прифаќаме. Да, ја би сакал да ве прашам зашто сега го поднесовте овој закон, а не лани? Затоа што сите ќе ве прашаат истото. Кои се што ни се случува изминатиот период? Просечната плата се намали за 1000 денари. Ефектот на
есенската потрошувачка кошничка на мерката на владата не дава никакви. Добро, ми лани имавме не дава инфлација. никакви резултати. 2023 Инфлацијата почна да се намалува од средината таму на 2023, а Може да- 23 и сега Да. ја држиме, да, затоа што инфлацијата не се намали само кај нас, инфлацијата не се зголеми свегде се- глобално. во ред, Тоа се да. глобални Еве трендови. ќе ви Ама кажам, дали само си како има, се може ли јас намалува. нешто да Еве, прашам? Како се кажам. намалува? Ќе ви Затоа кажам сте тука. Може ли јас да прашам, податоци. Некои податоци дали само ќе имате ми... направено анализа? Добро, факт е дека ако биде 0% ќе се намалат цените на прехранбените намалат цени. Тоа производи, дава граѓаните вистински. да, ќе биде тоа позитивно, но како тоа ќе влие, бидејќи секако ќе има некоја буџетска дупка, како тоа ќе влие на образованието, на здравството, дали па сега за тоа ќе имаме полошо здравство, полошо образование, полоши услуги, Колку дали ќе- нема е да се направено напомни колку ќе има анализа, дупка во дали буџет? тоа ќе биде мислам дали ќе има да од една страна можеби малку пониски цени на храната, но дали овде па ќе се одрази? Дали Има тоа пониски имате цени направено? на храната и владата, како одговорна влада, пошто постојано се задолжува со нови кредити. Ама тоа е Да, една и и ќе го другата полни, влада се не. Министре, во вашето... Ќе го полни Оти се спомна- буџетот. Вие како влада имате приоритети во својата програма и се грижите и за стандардот на граѓаните, и за добро здравство, Да, ама и за сосема добро легитимно образование. прашање. Ако е Сосема 0 легитимно. ДДВ, значи ќе се изгуби На 10, основните. 15, 20, 30 милиони евра месечно или квартално, како ќе се надополнат тие во буџетот? Па земавме еднаш 500 Милиони. милиони евра од Унгарија, добро, сега не- повторно Унгарија, па не може да биде врзница. решение да земаме Не, кредити, а да- Ако сакате, ако се да грижи, не ако сте наплаќаме влада данок. која се грижи за граѓаните, мора да имате и вакви мерки, кои што во одреден период Еве, ќе направиме ќе една разлика. ќе амортизират. Нално. Во услови кога гледате дека вашите мерки не дават ефект, во услови кога гледате дека нема зголемување на платите, нема зголемување на минимална плата, има намалување на просечната плата, вие морате да се грижите за стандардот на граѓаните преку вакви конкретни мерки. Листата на кои прехранбени производи, основни прехранбени производи ќе дојдат, Ќе треба да ќе наведуваме направи оти владата. просечната плата не е намалена. Еве ќе направиме една, јас сум земал податоци од Државен завод за статистика дека како се грижи за граѓаните и како се грижеше порано за граѓаните. Еве, инфлацијата во прво полугодие во 2023 година ја имавме 13,7%. Сега првото полугодие во 2024 година изнесува на 3,7%. Затоа што е нашите мерки што ги поднесевме до влада, што ги усвоивме, значи даваат резултат. Го држиме Вашите мерки од инфлацијата 13 на 3. го држиме инфлацијата на стабилна ниво. Освен ова, странските инвестиции во првото полугодие од 2024 година изнесуваат 535 милиони. А во второто, А извините. индустријско производство колку ви падна? Во второто, извини. А во 2023 година износот е 309 Колку ви падна милиони денари. индустријско производство во септември, Или во нашето 7,9? време, во нашето време странските инвестиции се Кој ви е, која е зголемиле за проекцијата на 8,4. економскиот раст Просечната од плата, Народна просечната банка? плата во Министер, 2024 година очигледно живеете во друга држава, не живеете во Јас ги имам државата во која што податоците јас од живеам. Државен завод за Ќе ве прекинам статистика. сега двајцата затоа што се оддалечивме од темата, имам тука работи што сакам да ве прашам и што сакаат граѓаните да ги чујат. Господјо Тасевска, вие имаме ли механизам што може да ги заштити граѓаните, потрошувачите, или се е во рацете на трговците и да речем на нивната дисциплина од една страна и желба за профит од друга страна? Кој е механизмот за заштита? Механизмот секако е да функционираат институциите. Значи да се работи на терен, да има поголема контрола, да функционираат институциите. Ваша оценка за тоа ве прашувам. Имаме или немаме? Во овој момент мислам дека немаме. Значи нити се применува законот кој што веќе е донесен, пазарната инспекција постојано тврди дека има недоволен капацитет, дека е потребно да се доекипира за да може да ги применува сите овие законски решенија кои што и се наметнуваат. Значи мислам дека во овој момент е оставено малку трговците да си прават што сакаат, односно да се зголемуваат нивните профити, а тоа да оди на штета на граѓаните.
Со оглед дека, барем еве за сега, никој не ве консултирал при креирањето на политика, министерот најави дека ќе ве викне, кој е за вас, според вас, кој е идеалното или кој е доброто? Ограничена маржа, намалување, укинување на ДДВ, замрзнување на цени, микс од трите? Што сметате, и покрај затоа што више утврдивме долгорочни, а не краткорочни, што сметате дека е најдобро? Зависи, сега во овој момент, бидејќи законот не функционира, значи мислам дека е замрзнување на цените на подолг период. Например, и да се одреди 6 месеци. Најмалку 6 месеци. Иначе месечното за решение мислам дека нема да даде никакви резултати. Ќе си ги тргнат одредени производи малце на страна, па после ќе си ги извадат, па ќе нема на рафтовите како што се жалеа граѓаните, одредени производи ги нема и така натаму. Мислам дека кога ќе бидат подолгорочно решението, кога ќе биде барем 6 месеци, ќе има повеќе производи во тој случај, иако верувам дека трговците нема да се согласат, дека ќе сметаат дека тоа можеби ќе им го уништи бизнисот, меѓутоа мислам дека има простор за разговори, има простор да се најде некое заедничко решение, можеби да се намали и маржата, некои производи да се замрзнат, но тоа да биде подолгорочно. Истото прашање и за вас. Маржи, замрзнување или ДДВ? Што сметате дека во периодот, ви како анализите во СДСМ, што покажале дека треба да се направи? Најмногу ефект ќе даде намалувањето на ДДВ. Дефинитивно, и е мерка која што нема да биде злоупотребена од страна на трговците, затоа што и во ограничена маржа и замрзнување на цените, они ќе ги качат цените пред да излезе мерката и ќе ја замрзат на таа цена, така да во секој момент трговците гледат како да изиграт одредена мерка. Кај ДДВ-то, они немат фискални импликации. А државата може, има буџет од пари, може да го поднесе, може барем на одреден период да намали ДДВ во период кога ништо како одлука што ја донеле во делот на намалување на цените не дал ефект. Така да ДДВ со надзор секако од страна на пазаришна инспекција и координирано со УЈП. Министер, истото и за вас. Што сметате според вас дека би било најдобро? Значи, претходната власт 4 пати го одбила такво законско решение. 4 пати има одбиено за ДДВ-то. Значи, не знам сега зашто вака зборува претеничката, но добро, ја разбирам, опозиција е. Мерката според податоците од Државен завод за статистика и од синдикалците, значи потршувачката кошница на синдикалците, со податоци се покажува дека дава резултат. Јас стоем на тоа. Пак, кога ќе донесеме некоја друга мерка, дали тоа ќе биде за 6 месеци, дали тоа ќе биде за 2 месеци или 15 дена, пак јас ќе се обраќам кај Државен завод за статистика, кога ќе завршува, ќе ги видам податоците таму. Тие податоци со нив јас ќе излезам и ќе кажам дека да, дава ефект или не. Ако има намалување на цените, ако оние викат дека да, има намалување на цените, јас тоа ќе го велам. Истото тоа како што го кажав дека одредени производи во есенската кушница цените не беа намалени. Јас тоа го кажав и на медиуми, го кажам тука на јавна дебата дека да, ама вака кога ја гледаме глобално, таа есенска кошница даваше ефект. Јас стоем на тоа, оти се базирам на податоците што ги земам од Државен завод за статистика. За тоа и ве прашав, што сметате дека би било најдобро? Еве имате искуство со ограничување на маржи, видовте кои се резултатите, например, со ДДВ-то, спуштање или качување на ДДВ-то, затоа велам според вас, како министер за економија, еве како човек, како Бесар Дурмиши, што сметате дека е најдобро да биде во идната мерка? Как, дали едно, дали компилација, например, господјата Тасевска децидна замрзнување на цени. Господјата Тренчевска вика укинување на ДДВ, намалување на ДДВ. Кој е вашиот став? Мојот став... Личен став, не како министер, еве личен став, затоа што како министер мора да се договорите во влада. Не, вака. Значи, како министер имаме една работна група. Има представници од Министерство за финансии и од земјоделие. Таа работна група, кажав преска, ќе видат и другите представници.
да речеме производителите, трговците, Да. сите. Мојот став како министер, значи ќе ги слушнам сите засекнати страни и на крај ќе донесеме една одлука која ќе биде во интерес на сите. Но мене ме интересира вас Ете сега. како личност, како Бесар Дурмиши, што сметате дека е најдобро? Например, министерката за финансии искочи кажа, јас не сум за оваа мерка, мислам дека не е добра. Дека нема да даде ефект. Господјата Димитриевска Кочовска. Затоа ве прашувам вас како не како министер, туку како човек, што сметате дека највише ќе даде, најдобар резултат дека ќе даде? Сега со оваа мерка што ја земевме есенската кошница, значи и податоците што ги земевме од Државен завод за статистика, видевме дека дал ефект. Според мене, како Бесар, ако ова мерка даваше ефект, нормално дека ќе стоам на тоа, ќе стоам. Добро. Тасевска, вашите очекувања која се најавите се дека да, ќе почне примената сега од 1 јануари ќе почне примената на законот за нефер трговски практики, ќе паѓаат ли цените? Мислам не. Зошто? Мислам не, веќе кажав зошто. Мислам дека се уште не се спремни, не се екипирани за да го применуваат законот и мислам дека и од јануар натаму се уште нема да има можност Комисијата за конкуренција да постапува така како што треба. Мислам дека сепак ќе треба да помине подолг период. Мојот впечатокот дека и после 1 јануари, мислам дека и после 1 јануари нема да има многу голем ефект, бидејќи кај нас, ако нема, одите сега со опомени, додека нема казни, ништо не правиме. Сега, вие мислите дека кога ќе се почитува целиот закон, кога ќе се спроведе целосно, после тоа ќе има... Кога ќе биде спроведен целосно, кога ќе има кој да го спроведува законот и да излегува на терен и да си работи работата, во тој случај мислам дека ќе има ефекти. Меѓутоа, се додека не се доволно екипирани тие кои што треба да бидат надзор на тој закон, мислам дека нема да даде некои резултати. Останува исто и пазаришната инспекција да гледа, не е само Комисијата не може. Комисијата да се 5 луѓе. Комисијата за конкуренција не е инспекцијски. Ние ако ставаме, полагаме надеж 5 луѓе. Всушност, договорите и нефер трговските практики ќе ги гледа Комисијата за конкуренција. Се останато останува во мандатот на пазаришната инспекција и таа ќе има обврска да гледа дали имат склучен договор. Нема да оди на терен. Ама во законот нема надлежност пазарната инспекција. Ама пазарната инспекција си има во нивниот закон надлежност. Па не ги знаеме сите закони. Не знам дали е... Они ќе го гледат... Комисијата за заштита на конкуренцијата треба да ги разгледува, значи фактурите. Од добавувачите, купувачите, дали се почитува законот за нефер трговски практики. 10% да не отиде повеќе од 10% на рабат и на дополнителните трошоци. Договорот и фактурите, толку. Ова треба да го... Овие документи треба да ги разгледат. Добро. Немат инспекцијската служба. Добро, меѓутоа и пазарната инспекција има премногу закони кои што ги применува и колку они ќе бидат доволно ефикасни, бидејќи во овој момент малце имаме реакции од граѓани и во некои други сегменти дека малце потешко им оди работењето, бидејќи не може да постигне. Ги праќаат постојано на терен, дали ги праќаат постојано на терен, па инспекторот треба да биде на терен, не треба да биде, да не се разбереме информација, треба да биде на терен, меѓутоа треба да има и доволно инспектори, дали можат инспекторите сегде да стасаат, дали можат сегде во сите маркети да влезат. Една кратка информација, значи во Хрватска овој закон, извинете, Комисијата за заштита на конкуренцијата е составена од 5 члена и многу добро се спроведува таму овој закон. Да, по хрватски модел. Апсолутно. Оние имаат работа да ги разгледат само договорите и фактурите. Тоа е оврска. Ова кратко информација дека во дали почнаа да ги разгледуваат договорите, дали се склучуваат договори? На екипирање сме, на фаза на екипирање во минута на собрание комисијата. Новите члени. Идеме со реклами. Вака. Господе Тренчевска, СДСМ со закон бара 450 евра минимална плата. Повторно ќе мора да ве прашам зошто сега, а не минатата година. Само ќе го цитирам председателот на СДСМ, Трендафилов. Дента кога објавивте, он имаше
Свој статус, цитирам, за да бидете поразлични од ССМ, зошто не 600, туку 450 евра, бидејќи кога синдикатот побара додека бевте на власт, велевте дека е невозможно. Вака. Го цитирам. Ако некоја влада е препознатлива по континуиран раст на платите, вклучително минималната плата, платите во јавен сектор и просечната плата, тоа е фактите зборуваат владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Во изминатите години и платите во приватниот сектор, благодарение на минималната плата се качија и платите во јавниот сектор се качуваа во континуитет, така и просечната плата стигна до 41.000. Ние во нашата предизборна програма ветивме дека минималната плата по изборите, доколку ја освоиме власта, ќе биде 450, затоа што уште тогаш имавме најави дека ние во соседството Црна Гора, Србија ќе ги качува. Добро, сегде дека ќе качува, да, тоа беше јасно. И ние сме единствена земја каде што минималната плата е на 22.500 денари. За да може минималната плата, да не забораваме дека и методологијата за раст на минималната плата ја донесовме токму ние. Првата одлука која што донесовме како во 22 година, јас само што станав министерка, беше измените на закон за минимална плата. И реално е сега да бараме минималната плата, кога цените одат горе. Зошто сега, а не лани ова време? Ама во март ја зголемивме минималната плата, така? 22.500. Да. Да, и договорот... И во ноември е пак 27. Сите ќе бидат срекни и радосни. Можам да го разберам коментарот на Трендафилов, нема да го коментирам, можам да го разберам, меѓутоа 600 евра е нереално да бараме. Реално е 450. 600 е нереално да бараме сега. Добро, може да бараме 1000. Со овој предлог на закон што го поднесовме, значи, со исплатата, ноемвриска плата во декември. Значи, за еден месец ќе има фискални импликации во овој буџет. И тоа не се многу пари. Не се многу пари од централниот буџет, затоа што мал дел се во јавниот сектор што зимаат многу мал дел, минорен се што зимаат минимална плата. Да не заборавиме, септември 23 ние ги покачивме за 10% платите на сите вработени во јавниот сектор. За 10 плюс во март 23 ја покачивме минималната плата. И затоа во моментот кога граѓаните соочуваат со пат на животниот стандард, со неефективни мерки, го предлагаме решението за да во март стасаме до 30.000 минимална плата за работникот. Ако не се покачуваат платите, нас и така немаме работна сила. Знае министерот дека сигурно на сите состаноци со коморите и со работодавачите тоа е прашањето. Немат работна сила. Никој не сака да работи за минимална плата од 22.500. Народот бега, се иселува и уште повеќе ќе бега ако не се зголемуваат платите. Плата од 24.500 во март 2025 година е срамно. Може? Слободно, вие сте следен како председател на СС. Да. 450 евра минимална плата е барањето на опозицијата сега. Март еве доаѓа, какви ќе бидат пресметите, што ќе се случува, кажете. И нормално и кој е вашиот став за нивното барање сега? Министерката Трчевска многу добро знае како се формира минималната плата. Бидејќи владата на СДСМ и ДУИ го донеса овој закон, нели? Доколку сметале дека минималната плата требаше да биде 450 евра, зошто не го правеа кога беа оние на власт, туку сега го барат. Минималната плата се утврдува законски и ќе се покачи во март идната година. Во буџетот за 2025 година има предвидено средства за зголемување минималната плата. Зголемувањето или намалувањето на законски утврдена минимална плата може да се направи само со социјален диалог со синдикатите и со работодавачите. Адхок одлуки како што е вонредно зголемување минималната плата, не можеме да креираме или да направиме стабилна економија. Особено во ова време кога ја преземавме владата во економскиот пустош каде што ја стаи СДСМ и ДУИ. Ние значи работиме, сакаме да носиме
системски решенија каде што ќе се отворат нови подобри работни места и да има таа плата продуктивност. Па после тоа одма доаѓа и зголемувањето на минималната плата. Добро, значи во март ќе си има според системот кој што е воспоставен, но еве од друга страна, вие сте председател на ЕСС, една седница имаше конститутивна до сега, а велите диалогот со работодавачите, со синдикатите, една седница. Да. Кога ќе биде диалогот? Дури имаше и најава дека ќе има уште една седница, а на крај се испостави дека немаше. Што се случи? Нормално дека првата седница траеше додека ние дојдовме на власт, требаше да ги анализираме сите работи, нели? Не може да се сретнеш ако не знаеш што да им кажеш, ако не ги знаеш со што располагаш, нели? Добро, да. Следевме еден буџет 70% трошен за 5 месеци. Имавме многу проблеми што се соочивме. Минатиот месец ја одржавме првата седница, конститутивна седница, да. Знам, ја бев там. Да, и ги слушнавме сите барања и од страна на синдикатите и од страна на работодавачите. Ги покажавме сите проблеми кои се соочиме ние, ги покажавме сите нови мерки или нови планови што ќе ги преземеме ние во еднина, нели? Есенската кошница го донесем што добро, ефект. Да, еви новогодишно. Пензиите ги покачивме за 2500 денари. Во март ќе го покачуваме минималната плата. Ќе оди по истата формула, значи очекуваното, покачување нема, денар помалку, денар повеќе. За воредно зголемување или намалување на минималната плата, тоа отиде со диалог со синдикатите и со работодавачи. Заедно ќе се отвара во втората седница која ќе држиме во првите денови на месец декември. Таму ќе се отварат сите овие прашања. И сите засегнати страни ќе ги дадат своите предлози, ќе ги дадат своите образложења и на крај ќе донесеме една заедничка одлука која ќе биде достапна и за јавноста. Добро. Само нешто сакам да кажам. Слободно, после во март 2022 година се случи војната во Украина почна. Енергетската криза, економската криза. Ние во услови на криза ги донесовме измените на законот за минимална плата и ја покачивме апсолутно ни социјален диалог под минималната плата на 18.000 денари. Министер, ние во минатата година го донесовме општиот колективен договор за јавен сектор. Зголемивме платата за 10%. И затоа заборавив и за наставниците во образование и таму за наставниците за образование ги покачивме сега пак и таму. 58% ние го зголемивме во нашиот мандат платата. Вие донесовте срамна одлука од 5% наместо 12%. Не го отварајте темата, и тука не можете да поентирате. Темата за наставниците затворете затоа што таа е срамна одлука. Тука не сме да поентираме на работникот. Не сме да поентираме и да навредуваме, тука сме да го кажеме тоа што го сме го направиле за 4 месеци. На работникот се гледа, меѓутоа кога немаш работници ќе немаш и продуктивност. Го покажеме тоа што сме го направиле за 4 месеци. Ке немаме работници и тогаш ќе видиме што ќе прават работодавачите. Јас така да преска ги кажав податоците од Државен завод за статистика и за економијата и за инвестициите. Вистинските податоци не ги кажавте. Вистинските податоци сум ги кажал, јавноста може да ги види. Јавноста може да ги види, да ги земе од Државен завод за статистика. Се ги кажав и стоев на тоа што сум го кажал вечерва. Сега ќе ве замолам за момент јас да стигнам до збор. Со оглед дека констатиравме механизмот што треба да ги штити граѓаните некако или шкрипи или не функционира, за тоа како организација потрошувачи. Едини кај што може да граѓаните да се пожалат. Значи, баравте лиценца да бидете тело кој ќе ги заштитува потрошувачите. Поднесовте барање, што добивте? Дали ќе бидете лиценца, дали добивте лиценцата, дали ќе бидете тело, дали може да ги застапувате граѓаните пред судови, во кои случаи ќе ги застапувате, што се случува? Колективно застапување, значи тоа е за колективно застапување, тогаш кога од одредени ситуации ќе бидат оштетени поголем број на потрошувачи и граѓани.
Ние имаме такво законско решение, иако не е последната директива имплементирана во Законот за потрошувачи, туку е она од 2009 година, треба пак да се прави измена на Законот за потрошувачи, бидејќи сега во овој момент имаме се уште нели постара директива. Сепак и по овој закон за потрошувачи што сега се имплементира, има решение, стои дека организациите на потрошувачи може да ги застапуваат интересите на потрошувачите колективно и дека за тоа треба да добијат решение од Министерството за економија. Го поднесовме решението некаде во февруар, ни одеше многу тешко, го добивме некаде во мај. Значи имавме еден период подолг, постојано ни бараа некои дополнителни работи за да дојдеме нели до моментот конечно да го добиеме тоа решение и сега во овој момент пак, да речам, не можеме повторно колективно да ги застапуваме потрошувачите, бидејќи сега Законот за парнична постапка е во собраниска процедура се уште, а таму е регулирано колективното застапување. Сега во овој момент може групно да ги застапуваме потрошувачите, меѓутоа тоа не е идентично, бидејќи тука секој посебно мора да поднесува тужбено барање. Ако станува збор за колективно застапување, тогаш ќе може организацијата за повеќе потрошувачи оштетени да поднесе само една тужба, што на некој начин ќе биде олеснително и за потрошувачите, но и за можеби трговците кои што ќе бидат од другата страна, бидејќи наместо да имаат 100 тужби и да плаќаат 100 трошоци, ќе плаќаат само еден трошок. Се надеваме дека скоро ќе помине и Законот за парнична постапка и дека веќе ќе можеме да работиме на колективно застапување, иако ние и во овој момент веќе во делот на финансиските услуги работиме на ваков начин на колективно застапување на потрошувачите. Кој е вашето, како да кажам, огнено крштење, како се да се изразам? Ова е значи новина, сега и малце тешко оди, нели, и од самото добивање на решението и од другите законски решенија. Во овој момент се настојуваме да ги собереме сите податоци за да можеме да поднесеме тужбени барања против осигурителните компании кои што во еден период си ги зголемија цените, а потоа нели се донесе одлука од страна на владата да цените се намалат и тие ги намалија цените, меѓутоа во тој простор кога имаше граѓани што мора да се платат. Имаше граѓани кои што платија повисока цена, меѓутоа никој нив не им ги врати тие пари. Се обидовме да се спогодиме со осигурителните компании, тоа не ни успеа и сега одиме понатаму. Ви благодарам многу. Почитувани, тоа е се за вечерашната топ тема. Значи, остануваме во исчекување дали ќе има ограничени маржи, дали евентуално ДДВ-то ќе падне, а во секој случај тука е додека да профункционира комисијата, тука е организацијата за потрошувачи која што може да контактирате доколку сметате дека сте оштетени или плаќате превисоки цени. Ова е се за вечер во топ тема, останете на програмата на телевизија Телма. Благодарам.